Добре дошли во најновото издание на подкастот Политиканти.мк со мене Сашо Орјановски. И со мене Боријан Јовановски. Боријан, тапа е недела. Се бориме да најдеме теми. Додуше има една поголема тема која што можевме и минатата недела да зборуваме, ама секако некако сега како да созреа малку. Тоа е ова со Бехтел и со Енка и ова цела една акција што прави државата за да почне да влезе во тој голем проект за градење. При тоа малку како да кажам, преку трупа на сила турка закони во собранието да ги донесе, преку сила носи разноразни одлуки, се што е надлежен граѓански сектор би рекол се буни. Гледам дека денеска и Државната комисија за спречување корупција се побуни, се повлекоа околу оваа идеја дека градежни инженери ќе решаваат за археолошко наследство ако се најде нешто на лице место. Тој закон го повлекоа, но другите 8 се влезени во собрание во процедура. Како ти се чини тебе сега тој проект? Па не, ми се чини дека со оваа тема ние ќе се бавиме уште некое подолго време, со оглед на сите контроверзии кои се натрупаа на самиот почеток. И да, и се тоа ќе има парцијални на разни парчиња ќе метастазира по разни линии овој проблем. И прво што ми паѓа на памет е што е штета бидејќи ова е еден проект сериозен, сите граѓани во Македонија со години очекуваат да се случува нешто околу изградба на патишта. Трасите кои се најавени се од исклучителна важност за сите нас индивидуално, за развој на економијата и така натаму. И наместо таа тема да се постави на дневен ред, да се отвори како нешто што ќе направи известна кохезија во ова инаку исклучително поларизирано општество, ние имаме тоа се прави на начин кој дополнително ја зајакнува таа поларизација. Што ја просто не знам кои се причините, дали не верувам просто дека намерно се прави тоа. Вака да го компликуваат, мислиш, за да изгледа дека. Види, прво проектот чини вака на хартија 1,3 милиарди евра. Тоа значи дека додека го направат, ако го направат и кога ќе го направат, ќе биде барем уште 10-20%, ако не и повеќе поскапо од ова сега. Значи, смете дека 1,5 милиарда евра ќе отидат. Јас имам став дека во државава ништо што чини 1,5 милиарда не е без корупција. Мислам, имам многу долго искуство со сите можни влади, со сите можни екипи и така натаму. Овие уште се потрудија политички да го искомпликуваат тоа. Артан Груби веќе станува, тоа на англиски сика liability, веќе станува проблем за владата, бидејќи добро, тој го нападна огнените и така натаму, ВМРО ДПМН се приклучи во целото тоа, бидејќи гледа слаба точка да пука пенали, што викат и така натаму, со разноразни информации, дело тоа се информации, дело тоа се претпоставувам и лаги. Меѓутоа, во принцип, сега тој фати да го води како подпредседател на владата проектов, на вистина нема никаква врска неговиот ресор со инвестиции од ваков тип. И сето тоа со се оваа последнава, како да кажеме, на преку трупа влегување во парламент да се донесат 9 нови закони кои што треба да поскратени постапки, да ревидираат начини на кои што инаку оваа инвестиција не се одвојува по ништо друго како што сме имале порано инвестиции, за да сега мора да се прават нови закони и корекции на закони по тоа. Владата, јас се разбирам, бидејќи во Македонија, од една страна се што тера по закон трае 100 години, но од друга страна сите криминали се прават по закон. Значи, овдека треба да си многу голем будала да те фатат, има такви, не дека нема, кои што не се законски праени. И дополнително имаш една, што е добро, едно граѓанство кое веќе во една квалитативна смисла сензибилизирано на корупција, што е многу добро. Да. И сосема логично дека тоа граѓанство ќе очекува некаква отчетност. Па погледни они во самиот почеток со изборот на оние експерти, така надзорните компании, мислам во самиот почеток се заплетка, како кажам јас,
не сум од наклонет кон овие популистички варијанти, као сега тоа треба да е ефтино нешто. Се разбира дека таков проект ангажираш луѓе кои тоа чини пари. Се разбира. Но исто така сосема е оправдано прашањето дали е таа цена навистина оправдана, И конечно, кои се тие што за таа цена го прават кои тоа? се критериумите? Може би бидат фирми во станче од 50 квадрати кои треба да надзор да прави на милиарда и пол. Кој е вредноста на речеме светската берза на таа бранша? Да. Тоа се информации и саше ја некако тоа од не знам некојаш даде проклетство што бев 4 години у Брисел како дописник да работам или е добро, уште не сум расчистил со тоа, не стварно, затоа што како сум толку едноставно таму одеа тие работи. Просто кога се прават крупни резови, тоа вриеше од брифинзи на ова ниво, просто се припрема јавноста, во смисла не да се манипулира јавноста, туку да се информира на начин да може да дочека нешто спокојно. Еве ќе ти кажам каде се можните слабости. Вака на слепо го говорам тоа, просто од искуство од изминатите 30 години, бидејќи ако знаеш и меѓу другото го основавме Транспареси на времето и сме се бунеле за милион работи и заедно со татко ти меѓу другото и така натаму. Значи гледај, они сега носат, сега е во расправа закон според кој ќе се експроприира земјиште и ќе се плати по пазарна цена, при тоа предвидуваат и диво градби на исти начин да се плаќаат, за да добијат време. Ја и ти додека разговараме, а до следниот понеделник таму се гради. Значи трасата тие што ја знаат, ти гарантирам дека сега таму никнуваат диво градби кои што има да се наплатат. Некој сега ги плаќа 500 евра денеска. Апсолутно, до утре са бајле, апсолутно веќе струја има. Или на пример, види, обично во вакви крупни проекти како што ова се многу крупни проекти, секојаш големите криминали на пример се случувале околу ископите. Ти реално не можеш да знаеш, види, тоа не е септичка јама, па е 2 на 3 на 2, па точно знаеш колку кубика ќе ископаш. Ти треба да пробиеш тунели, брда и не знам планини да ископаш. Ако немаш добар надзор, кој што треба да е во суштина тоа што ќе каже чека, ова не се милион кубика, ова се 500.000 кубици, а гледаме дека со надзорот работава е веќе на една нога стои, а и таа нога нешто се клати, ти само на тоа можеш да украдеш стотици илјади милиони евра, бидејќи ти и изведувачот знаете дека таму нема милион кубици, дека има 500.000, а ти го плаќаш као за милион. И сега, како да ти кажам, тоа се на тие, ова игра на големи бројки, бидејќи на тие бројки секој илјади кубици се илјадници и стотици илјади евра. И сега ќе префрла топката, еве мрчатори, нели сакавте побрзо да се коментира, да се изградат патиштата побрзо. Да, точно е дека сакаме да се изградат побрзо и точно е дека се знае како оди таа работа, просто има стандарди, се знае како се еве овие закони, денеска ја пример стварно не сум нешто да речеш да следам во детали ова. Но денеска чух кои се точно законите кои се уфрлени на дневен ред. Едниот го повлекла, ако ништо друго. Не беа донесе предложени порано и пуштени на некаква јавна дебата. Не само тоа, туку оваа влада не е вчерашна, оваа влада е веќе 6-7 години на власт. Многу влегуваат во една, како да кажем, сега тоа ќе го тераат на дур, сега тоа ќе биде постојано, ќе бидат афери врзани за тоа, бидејќи сега е сензибилизирано. Сега ќе влеземе во предизборни активности, тоа значи дека секој ден ќе има по една афера врзана за околу целата таа работа, така што на крајот, а особено ако си има предвид, види, педигрето на Бехтел и Енка. Значи, Бехтел и Енка се едни од најголемите компании кои што работат на цел свет, па и на Балкан од вакви проекти, но не заминале од земја каде што нивната работа не била проследена со големи афери. Значи, тоа се практично во неколку балкански земји, на истиот овој начин за кој разговараме, на истите, како да кажем, играчи, со истите овој тип на проблематични експертски надзорни компании кои што као наводно треба да штитат јавниот интерес и така натаму. И кога се работи за мала земја, бидејќи види, ние не сме голема земја па да има, не знам, 10 градежни факултети и 1000 градежни фирми кои тоа може да го направат. Бидејќи според ова што го читам од тие милиарда и 300 негдека 600 милиони да остават на македонски компании, што е сосема окей, но што исто така Борјан, како што
знаеше да е прекрасен простор за танц, а за танго се потребни двајца. Тука мислам дека има да се направи до 10 на 15%, вака го кажам да слепо. Околу целата работа. Нема да се промаши. Да. Жал, мислам, тоа е стварно културолошки проблем кај нас. Не знам како просто секој се обидува да зграби. Тоа е особено за влада, пиратска... да, особено за влади, култура. за политичари кои мислам дека веќе размислуваат дека се на заминување. И тоа ти е секогаш им паѓа перето. Знаеш како, сум се изнагледал политичари не само во Македонија, во последните 30 години на Балканот, па дури и во светот, ако бидеме фер. Знаеш, ја следам и оваа полемика околу платите на функционерите и така натаму. Види, многумина од нив доаѓаат со големи идеи, со честни намери и така натаму. Се утепуваат од работа. На половина од нив им се распаѓаат приватните животи. Значи, и јас и ти знаеме милион македонски политичари на кои што разводи, деца, меца, селења, нешто тоа читаме по овие петпарачки медиуми, сега има неколку такви афери кои што се тркаат така натаму. И потоа се изложени на еден страшен мобинг, кој што не е само, значи јас не говорам на критичка јавност изложени, туку на еден мобинг од политички опоненти, непријатели, каде што се третираат за предавници, со најгрди зборови, со како кажам, долни конструкции, лаги и така натаму. И во еден момент им пука филмот. Значи, човечкиот материјал е таков што не може да издржи на толку долго време тој притисок. И они викаат, добро, ако е така, кога се изборите? Следниот април. Па сега барем до следниот април, да видиме од ова како ќе излеземе посреќни, бидејќи ова све што мислев дека ќе се направи така. И сабијата да сечеме. Така е, да сечеме. И сме се изнагледале такви политичари, се разбира дека не се сите такви, иако во јавноста има став. Јас познавам многу честни политичари. Политичари кои навистина не се впуштале во такви работи, но познавам и многумина кои што не можат да објаснат од каде им е имотот, бидејќи барем за функционери е лесно, мислам. Точно знаеш што имал пред тоа, точно знаеш колку ми се приходите, дуплирај ги два пати со седневници, патни трошоци едно друго, пак не излегуваат милионите кои што ги представуваат. И тоа е тој проблем на мали земји каде што имаш релативно мал базен кадровски од кој што можеш да бираш. И на тоа која ќе надоврзеш дека политичка елита која е во создавање, во мислене на културолошка матрица, значи политичка елита во смисла на демократско владење, отчетно владење. Дополнително тоа. Сакам да кажам, тоа е исто школа низ кое ние поминуваме и допрва го учиме тоа. Туку на оваа тема има најави дека ќе се случуваат нови некои политички да, мислам дека структури, партии, движења, не знам што. Никола Димитров ќе прави некаков настан до крајот на месецот. Ако добро разбрав, до крајот на месецот тоа би требало да се промовира. Само не разбрав дали движење, политичка партија, да. Ќе причекаме да видиме што точно, но ако смеам да забележам, Боко, ми се чини дека Димитров, кој што нели излезе од владата со едно страшно незадоволство и така натаму се обиде да направи и реално направи штети кои што мислам дека во еден момент не му ни доликува. Добро, сега се враќа во политиката, мисли дека може да постигне нешто од надпревар, што е многу честно. Влези во надпреварот во политиката и види како котираш. Мој впечаток дека тоа го прави прерано. Ја не знам кого со која екипа ќе истрче на терен, што се вика, ќе го видиме тоа ако навистина има нешто. Има разни спекулации, но во главном дека луѓе кои не се многу извикани во јавност, ако добро разбрав. Апропо ова, интересно е, он ќе се позиционира секако како евроатлантски прозападен, ќе дефинира својата стратегија и политика. И во таа смисла, мене живо ме интересира како ќе настапи поднос на уставните измени. Дали ќе влезе во матрицата на ние нов договор, нови преговори, што се разбира јасно му е дека не може да се случи. Или ќе тука е интересно да се види, бидејќи он излезе веќе соопшти дека не прифатливо е дека Бугарија не понижува и така натаму, и дека тоа не може да се беше многу гласно против преговарачката рамка предложена од Европскиот совет. Тоа ме интересира
живо како ќе. Меѓу другото и затоа мислам дека прерано, затоа што знаеш како по анкетите се гледа дека постои еден базен на гласови кои што немаат за кого да гласаат и кои што можеби ќе бидат мотивирани да излезат и да поддржат некаква нова. Кој е поприлично голем. Се разбира, да, во Македонија тоа се можеби вака номинално и некакви 200.000, 300.000 гласови кои ќе ги видиш, инаку во проценти тоа ближи меѓу околу 40% од оние кои што викаат не знам, не сакам да кажам, се уште немам своји избори, така тоа е огромна бројка. Па тоа прилика му доаѓа, глатко може да го се повтори успехот на Циле, да речеме, и демократска алтернатива. Ама види, тоа сакам да го почетам. 120, 130 тогаш 130, Тито Петковски го 50, меѓутоа види, сите они тргнаа на 3-4 месеци пред избори. Сега сме ние април месец. Ако се изборите следниот април, тоа е година дена. Ова што го разговараме. Значи, 12 месеци за ново движење, оти види, тоа движење ново ќе биде прво, особено ако е составено од луѓе кои што, како што вели, се непознати, значи, ќе имаат релативно скромно политичко искуство. Тоа кој ќе почне да се влече по јавни настапи, по медиуми, по социјални мрежи, едноставно не сум сигурен дека ќе издржат 12 месеци и дека ќе растат во тие 12 месеци. А нормално вие две партии ќе удрат. Па се разбира, зашто и не, зашто и не. Иако мислам дека Димитров реално мислам дека многу повеќе ќе влече гласови од СДСМ, пропадна го на варијанта со Максим Додат. Или тоа не знаеме. Не сум сигурен. Знам дека веројатно со ова движење за центар тука, тие граѓански некои движења се во таа, мислам, матрица. Но дали Максим, и тоа би било интересно да се види како Максим и Никола би биле во тандем, бидејќи таму ќе пукне тиквата кој е шефот на прва. Така што не верувам дека Максим искрено да рече. Мене ме интересира како ќе се позиционира во таа смисла во неговата оваа стратешка линија за европскиве интеграции. Иако мислам дека акцентот на движењето ќе биде антикорупција, бидејќи тоа е сега, тука е најсензитивната област, да речеме. Ама тоа не е ништо ново. Види, прво тоа не е ништо ново, второ сигурен сум Димитров не е вчерашен во политиката и сигурен сум дека за секого има да се извадат проблематични работи, макар на ниво на манипулации и на шпекулации. Така што тоа одење на антикриминалниот, тоа секако мора да биде во тоа движење едно од линиите, ама не е доволно. А ако ова европска агенда ја проблематизира, бидејќи ако он вели ова е неприфатливо, добро да видиме што е прифатливо, и тогаш се сведуваме на главниот викач дека е тоа неприфатливо, сика ВМРО да победе. Што ќе дије сега уште еден? И друг еден проблем. Никола Димитров е сепак еден од подписниците во процесот на Преспанскиот договор. Го обвинува дека го продаде јазикот, дека го продаде името. На пола би застанал ако ова не го прифати, ова не знам стварно, но еве интересно ќе биде. Во секој случај на јавноста е на оваа сцена македонска и е потребна нова структура, без друго, мислам тука немам дилема. И добро, нека се случуваат работи, па еве теми ќе се отвараат, да не бидеме вака да заглавуваме сега со теми. Да, и мислам од она што го гледам во како да кажем, низ медиумите и така натаму, како да се чека, можеби тој нема да биде единствениот кој тоа ќе го направи. Биќе мислам дека ќе дојде, ако тргне он во тој проект, да, и јас слушнав дека до крајот на месецот некаков настан ќе има во кој што ќе се објави. Мислам дека ќе мора да рефлектира некои постоечки партии за некаква коалиција. Се спомнува тука и некој од сегашната власт. Павле Трајанов традиционално ќе биде во некој круг за да види како да Павле Трајанов нема замара, он мислам дека веќе се припојува кон ВМРО ДПМН. Он тука не може да очекува некаква инвентивност. Он мисли дека се припојува. Не сега дали ВМРО ДПМН мисли дека треба го земе. Од него нема никаква инвентивност во таа смисла, но не реално мислам дека ќе има повеќе партии како ќе се ближи времето до изборите, дали партии, дали граѓански движења. Што е добро, Сашо, дека мислам треба да има, знаеш, оневе локалните избори, овие некои граѓански движења се појавија малку, го разбиваат
Па ја добивме, јас само се секирам, се грижам да не биде успешен како Даниела Арсовска. Оти тогаш. Ќе треба да видиме што ќе правиме потоа. Негде се изнаспева била да направи контрола врз онаа клучката во касарна, а на 300 метри од таму е хубаво пак да кажам дека хубаво уште се прави. Се врти у круг тоа. Се врти у круг и до пола е, не до пола стигна. Да, апсолутно. Некој ќе мора да го надокнади ова дупка која создадоа и ВМРО и СДС во однос на нивниот кредибилитет, бидејќи погледни еве да повториме, СДС паѓа, очигледно му паѓа поддршката, но ВМРО никако не успева да го дигне прагот и бројот на граѓани кои имаат потреба од нова опција сосема реален. Да. На крај ќе завршиме со нешто што мислам дека тебе те се случуваше минативе денови на твои пријатели и така, да, врзано и со политика, не е само... Да, повторно не натрапавост на власта, како во случајов со првата тема за која зборувавме. Види, Сашо, има една операција позната, се вика Безбеден град, која спроведува полицијата. Тоа е стварно многу добро, за поздравување. Може да опише зашто станува збор? Станува збор за патроли кои се присутни, особено за време на викенди и така натаму, кога е пофреквентен градот, нели, кога луѓето... Патроли низ градот, урбани патроли низ градот и така натаму, овие, нели, тие алфи кои беа и разноразни единици, тука е прошарано, присутни на терен. И сега имам, јас сум слушал реакции од луѓе кои велат, добро е ова, затоа што знаеш, овие што се битангиве криминални се имаат на умот, што би се рекло, кога е така присутна полицијата. Но се случува едно прелевање на таа акција во однос на кршењето на човековите права, што ја доведува, односно ја дискредитира самата акција Безбеден град. И во таа смисла, да. Предпоставам дека биле безобразни. Зошто не би бил изненаден? Безобразни тоа е степен, Сашо, кој кога упаѓаат во кафичи, кога во ресторани. На 90 години на бахатост на полицијата. Сега влегуваат, на пример, застануваат со автомати пред врата, влегуваат натре УЈП треба да провери сметките и не знам што, и полицијата вика, сега вие сите тука кои сте гости, седете, гасете музика изгасена. Никој не смее да излезе. Не смее да мрдне, да излезе, да влезе. Мислам, како, со кое право ти можеш некому да ограничиш елементарна слобода на движење? Замисли, ти може да си родител кој те го чека детето или кој треба е договорен на друго место, треба просто да одиш и да си ја бркаш твојата работа. Нема никакво оправдување да бидеш застранат. Или во другиот случај, во саботата на човек кој инаку на своето работно место кој оди до ВЦ и на излегување од ВЦ двајца приоѓаат, не се легитимираат кои се што се, па заушка му дираат. Стварно една безобразност која не можам да сватам зошто тие кои се предпоставени, ја не верувам дека предпоставените им дале таква наредба. Но не можам да стварно да сватам како предпоставените си дозволуваат да толерираат тој тип на акции. Стварно не е проблем. УЈП бркај работа, не знам, санитарна бркај работа. Ама слушај да ти кажам, јас и ти сме... Таа демонстрација на моќна и на сила, и на безобразност. Во суштина е тоа неваспитање. Знаеш како, јас и ти сме сведоци наназад, години, децении, да не кажам, се прават разни обиди за обуки, мислам, сега види, ние поминавме и низ години кога шетаа низ градов лавови, ги памтиме тие без таблици со калашникови и така натаму, и од тогаш наваму и претходната власт и оваа се прават, знаеш, внатрешни контроли, разноразни курсеви, разноразни обуки и така натаму. И никако на крај се дадоа на обуки на полицијата. Јас знам барем не знам колку странци, апсолутно кои што биле тука обичуваат. И на крајот сето тоа се крши на едно недостаток на домашно воспитување од една страна и од друга страна види, можеби е тоа и резултат на еден вид на кадри кои што одат на таква бараат тој вид на ангажман и тој вид на вработување и кои што
Не знам, луѓето гледаат филмчиња премногу овие американски, па до душе кај нас, како што знаеме, ама тоа се секој специфични криминали, овие пукања и така натаму, тоа ретко кога се случувало во вистински цивилни, да кажем, ситуации. Тоа главно биле бандити кои што тие и пред да почнат да пукаат ги знаат кои се, што се и какви се. Еве, јас се интересирам малку се, они ангажирале, например, по се изгледа, не, мислам, стварно, вака колку што може да се информирам. Да речеме, полицајци кои се инаку дел од овие специјални антитерористички единици, кои ја немаат обуката на овој тип на градска патрола, однос кон граѓани. Нели, тие се користат за не знам какви немери, антитерористички акции и така натаму. И сега ги пуштаат у една ваква ситуација и овие се однесуваат бахато. И знаеш, имам некои од собствениците ми се пријатели. Види са што има проблем на што? На локалите. Да. Види, они со на овој начин, еве, кршењето на човековите права е едната ставка. Имаш ова е директно го загрозува бизнисот на луѓето, бидејќи како да ти кажам, тебе еве ако си ако си одиш во некој ресторан, ма не, дете не би пуштил утре, да, види. Знаеш, еднаш, два пати ако се случи, не одам во тој локал повеќе, просто те одбива, што стварно не е фер, некој инвестирал, работел на тоа да привлече клиентелат и така натаму, и сега ти му влегуваш у дома и му правиш крш. Не окей, по ниедна основа не. Како реагираат повисоките, да кажем, нивоа во полицијата? Па еве, јас овој конкретен случај, бидејќи станува збори за мој добар пријател, пријава преку Хелсиншки во внатрешна контрола, секој што треба, мислам дека тоа ќе оди адвокат е ангажиран, плюс е снимено на камери, како ти кажам, се гледа. Да, сега веќе сите кафулња имаат камери, се гледа, јасно е, не можат, немаат што да кажат. И сега почуваат као и што се случува, као никој не, као сите паднати од Марс. И сега види, претпоставам, знаеш што се случи, као ќе ги суспендираат по месец-два овие, и тоа е тоа. Иако, знаеш, стварно би требала, јас и еве повторно кажам и пријателите, стално ги охрабрувам, знаеш, мора да се случи една граѓанска гласност во таа смисла, или еве луѓето кои се сами затечени или на кои бе спречено тоа слобода на движење. Треба се побуни, треба му рече на тој полицај, кој си ти да ме забраниш, јас да речеме да излезам од локалот во разбираш, да. Кога сакам. Немаш никаков мандат тоа да ми го направи. И мислам дека и сега ќе биде штета ако се пропушти да веќе треба да се дојде до главата. Некој има одговорен за ова. Некој мора да сноси одговорност, тој што е началник, или не знам како, или повторно да објасни зошто тоа се прави. Мораме да ти кажем дека до минатото лето, кога се занимав со години со дневно новинарство заради утрински брифинг и така натаму, имавме повремено ги викавме овие од МВР. Да. Тоа го доаѓа лапсус ментис. Ги викавме повремено и ги испитувавме. Види, статистиките реално им се подобрени. Во смисла на решавање криминали, намалување, да кажем, овој тип на тешки криминали и така натаму. И сега не сум ги видел најновите, ама до лани, да речеме, не знам дали оваа година нешто драматично се случува и така натаму. Статистиките главно се позитивни. Меѓутоа, од една страна имаат проблем. Прво, види, ја не знам дали гледаш овие сообраќајни контроли. Знаеш како, фаќаат секоја вечер низ Скопје по 2-30 млади луѓе без возачки. Тоа без сообраќајни, со коли технички неисправни, тоа да. Ајде што ги фаќаат пијани, тоа во ред. Разбирам пијани, малку се, нели, млади се напе. Ама ти во моментов ти ако фатиле 30 без возачки, значи 300 ги има кои што возат таа вечер без возачки дозволи. Тоа е една работа. Втора работа е, види, ова со другата, која што, како да кажем, се уште не е тема, ти гледаш дека ги скрати средствата за организациите кои што се грижат за ремедирање, за лекување на последиците од наркоманија, така натаму се жалат невладини организации, бидејќи ќе останат многу луѓе незгрижени, а тоа е страшен проблем. Мислам, вака од страна гледано мислиш дека е туѓ проблемот, не дај Боже дома да ти се случи. Значи, второ, има еден очај кој се повеќе расте, кој ги тера луѓето во депресии, во правење глупости и така натаму,
во тая смисла не сум сигурен дали нашава полиција е обучена да се носи со тој нов вид на суптилни социјални обштествени проблеми. Значи проблемот. тоа не е трафика ја ограбил, па добро, знаеш, худан. Туку овој тип на малце, како да кажеме, психолошки пристапи, воздржаност, они се сепак службени лица, значи тој другиот може да биде безобразен, он не смее да биде Не смее да безобразен. биде безобразен. Бидејќи зад него стои значка со пиштол, значи он мора да има многу повисоко ниво на Сашо, трпение. јас сум бил на карневал во Белгија. Јас просто ми падна жал за човекот напиени, тоа карневал по улицата, Да. Бенш, карневал. И сега е полицаец. Па тоа како го прскаа со спреови, му ставаа капи. Човекот буквално почна да се живуваат. Не мрдна, просто и со една насмевка целиот. Знаеш како, добро, сега Тако тоа тоа е. се случија. Ти си изложен на тоа. Види, кога разговарам, кога ти кажав за пријателиве кои собственици на некои локали, они ја поздравуваат акцијата Безбеден град. И во таа смисла точно е дека има ефект од овие разноразни криминалци, они се Рекетари едно друго, па да. уплашени од тоа присуство на полицијата и она треба да биде тука. Мислам, пази, јас сум излегувал и сме оделе навечер во разни метрополи. Полиција имаш, присутна е. Да. Но затоа мислам дека е важно да се каже зошто се дискредитира нешто што може да биде стварно корисно. Порјан, мислам дека сме веќе тука негде 30 на минути плюс минус и мислам дека како се излековме овој подкаст. Како суша од тебе не може да те соправо од зборење, Па се човече. отвори се. Сега ми текнуваат и други работи, ама ги Ајде оставиме за следниот, за следниот Ги чувам, подкаст. Ви благодариме што бевте и денеска со нас, се слушаме во петок. До слушање.